Синдбад морепловецот, второ патување. Многу дни поминав јас во Багдад и животот ми минуваше во пирови и веселби. Но еден ден ми се здосади да седам се на едно место и решив одново да тргнам по широкиот свет. Изнакупив стоки и скапоцени предмети, се стегнав за пат и заедно со другите трговци се качив на една галија со лебедово бели платна. Попатниот ветар ги наду платната и не понесе низ недогледната морска шир. Ние крстосавме многу мориња и едно рано утро стигнавме до еден прекрасен остров со миризливи цвеќиња, со распеани птици и со разлистани дрвја на чиишто гранки висеа непознати плодови. Сите слеговме на островот и тргнавме да го разгледаме. По едно време јас се осамив крај еден бистар извор, каснав од она што го носев со себе и се истегнав на тревата. Ме дувна пријатен ветрец и ме внесе во сон. Колку сум спиел не знам, но кога се разбудив, околу мене немаше никој. Се упатив кон морето, од галијата немаше ни трага. Таа отпловила, а мене ме заборавиле. Останав сам на островот и заплакав од мака. Кој ѓавол ме тераше да си ја напуштам родната куќа, каде што живеев срекно и безгрижно и да се изложувам на нови опасности. Во првото патување успеав да се спасам, но сега одва или можев и да се надевам на спасување. Премален и очаен, јас се искачив на едно дрво и почнав да го разгледувам надолго и на широко ненаселениот остров. И, како што се загледував на сите страни, одеднаш во далечината догледав некаква бела купола. Тоа е сигурно дворецот на овдешниот цар. Радосно си помислив јас. Ај да појдам кај царот, може би тој ќе ми помогне да се вратам во Багдад. Охрабрен од таа мисла, јас скокнав од дрвото и се упатив натаму. Кога се доближив до куполата, изненадено забележав дека е тоа огромна топка без врати и прозорци. Сакав да се искачам на незиниот врв, но зидовите беа толку мазни и лизгави што јас постојано се лизгав надолу. Од ненадеж над мене се затемни и јас ги кренав очите кон небото. Една огромна птица леташе во височините и го заскриваше сонцето како темен облак. Од разни скитници во далечните земји имав слушнато дека на некои острови живее птицата рух, која ги храни своите деца со слонови. Веднаш сватив дека огромната бела топка е јајце на таа птица. Се скрив и почекав да видам што ќе се случи. Птицата се спушти врз јајцето, го покри со крилјата, си ги опна нозете до земји и заспа. Тогаш јас ја одмотав чалмава од мојата глава и едниот крај го врзав за нозете на заспаната птица, а другиот го стегнав за мојов појас и си реков: утре птицава ќе летне и можеби ќе ме однесе во некоја земја каде што има градови и луѓе. Дури и да паднам и да се отепам, сепак е подобро да умрам одошто да останам на овој ненаселен остров. Взори птицата рух се разбуди, ги распери крилјата и со силен писок се крена во воздухот. Јас цврсто се шчепав за незините нозе и со сенеја летнав во облаците. Таа се носеше над мориња и планини, потоа почна да се спушта надолу, додека најпосле не се спушти на земји. Јас предпазливо ја одврзав чалмата и се скрив за еден камен. Птицата грабна нешто долго и дебело и откако летна одново, јас забележав дека во незините ногти се грчи огромна змија. Разгледав околу мене и забележав дека се наоѓам во длабока долина обградена со високи и непристапни планини. Се спасив од една незгода, а паднав во друга, си помислив јас. Подобро да си останев на оној остров. Таму барем имаше овошје и бистра вода, а тука нема ништо друго освен камења.
Тргнав низ долината со наведната глава, губејќи веќе секаква надеж дека некогаш ќе се вратам во Багдад. Наскоро сонцето се покажа зад планината и неочекувано целата долина светна со заслепувачки блесок. Од секој камен се прелеваа сини, жолти и црвени од блесоци. Долината беше полна со елмази и самата земја во неа беше елмазна. Додека стоев чудовиден од таа чудна гледка, околу мене се разнесе некакво сскање. Од под камењата почнаа да ползат огромни змии за да се подстоплат на припек. Змиите беа големи колку највисока палма и секоја од нив можеше да голтне цел слон. Ме опседе неискажлив ужас и сакав да избегам и да се скријам некаде. Тогаш наблизу догледав една пештера, па јас побрзав да се вовлечам во неа и го затна влезот со еден голем камен. И таман помислив дека сум се засолнил на сигурно место, еве ти нов страв. Среде пештера лежеше свиткана во клопче огромна змија и ме гледаше со своите студени и стаклести очи. Се здрвив на местото и така останав до другиот ден, очекувајќи секој миг да ме голтне змијата. Фала му на Бога што таа и не ме допре. Кога се зазори, јас внимателно го поместив каменот на влезот и се извлеков надвор. Снеможен од страв, од бесоница и од глад, јас како пијан зачекорив низ долината и од некаде пред нозете ми падна половина заклана и одрана овца. Погледнав нагоре и видов само небо и карпи. Но во сеќавањето наеднаш ми се јави едно веќе заборавено раскажување. Некогаш во Багдад се зборуваше дека долината на елмазите се наоѓала на крајот на светот и дека никој не можел да продре во неа. Но трговците со итрина успеале да извлекуваат елмази од неа. Тие ќе распореле некоја овца и парчињата ги фрлале од планината во долината. Елмазите се залепувале на крвавите парчиња кои орлите и јастребите со своите ногти ги кревале во планинските врвови. Со викотници и со тропање на штици, трговците ги бркале птиците од месото, ги собирале елмазите, а месото им го оставале на маршојадите. Кога падна пред мене огромното парче од закланата овца, јас се сетив на тоа раскажување, ги собрав елмазите залепени по месото и ги набутав во облеката. Потоа ја ставив овцата на градите, врзувајќи се себе си за неа со чалмата и легнав на грб. Не помина ни минута, а во долината се спушти еден планински орел, цврсто го зграби со ноктите богатиот плен и летна нагоре. Тој се спушти сред една шума во планината и почна да го колве месото, но наеднаш се слушна викотница и тропање на штици. Исплашениот орел го остави пленот и летна, а јас ја одврзав чалмата и се исправив, сиот извалкан со крв. Помалку од кај дрвјата излезе еден човек, сиот обраснат во брада, со стап и со дрвен штит во рацете. Тој продолжуваше да вика и да удира со пратот по дрвениот штит за да го избрка орелот. Кога ја виде овцата, тој се наведна и почна да разгледува од сите страни, но не најде ни еден елмаз. "Ов, тешко мене," залелека непознатиот. "Половина овца фрли во долината, а Бог не ми прати ниту еден елмаз." Тогаш јас се доближив до него, окрвавен, испрашен, бос и со распарталена облека, и брадосаниот човек се скамени од страв, засолнувајќи се над дрвениот штит. "Кој си ти и како си се нашол овде?" проговори тој со растреперен глас. "Не плаши се," му реков. "Јас сум чесен трговец и ништо лошо нема да ти сторам. Многу пропатив додека стигнав до ова место. И ако ми помогнеш да се извлечам одовде, ќе ти дадам толку елмази колку што не си имал никогаш." "И јас сум трговец," рече непознатиот, успокоен и израдуван од моите зборови. Во тоа време меѓу дрвјата се покажаа и други трговци кои дојдоа кај нас и не опколија.
Јас им ги раскажав моите необични маки и страдања и на секого од нив му подарив по грст елмази, а на брадестиот трговец, што ја имаше фрлено овцата во долината, му дадов 2 грста. За мене останаа уште толку елмази колку што им дадов на сите нив. Трговците ми заблагодарија и ми пожелаа долг живот, а за возврат ми дадоа убава облека. Цела ноќ ја поминав со нив во прикажување и разговори, па научив многу работи кои дотогаш не сум ги знаел. Утредента ние слеговме од планината и долго патувавме низ полиња и шуми, преку планини и мориња. Насекаде среќававме безбројни чуда. На еден остров видовме камфорови дрвја и секој од нив фрлаше сенка колку за 100 души. Кога ќе забодеш нож во тоа дрво, под неговата кора избива камфорова вода и се претвора во смола. На истиот остров го видовме и животното каркадан со долг рог на глава. Тоа пасе трева, како нашите крави и биволи, и на својот рог носи цел слон. Но силната сончева топлина, маста на слонот се слева во очите на каркаданот и го ослепува. Тогаш каркаданот легнува на земи и птицата рух го одвлекува во своето гнездо со се слонот. Така одевме ние по белиот свет, додека најпосле јас не се разделив од трговците и тргнав за Багдад. Кога стигнав дома, немаше крај радоста на моите роднини и пријатели. Јас им дадов на сите скапи подароци, ги продадов елмазите и одново заживеав среќно и безгрижно. Таква е повеста за моето второ патување. Утре, ако сме живи и здрави, ќе слушнете што се случи понатаму. Синдбад морепловецот извадил од кесето 100 жолтици и му ги дал на Синдбад носачот. Носачот се вратил дома и следното утро одново отишол кај својот добротвор. Добре дојде, љубезно го пресретнал Синдбад морепловецот и откако се собрале и другите гости, тој го почнал расказот за своето трето патување.